Доста е, престанете, има надеж и оставете го цигарето, бидејќи наистина ќе видите колку ќе биде подобро. Овој апел го упати професорот доктор Оливер Зафировски, кој алармира за големиот број пушачи во нашата земја, особено кај младите. Нагласи дека возраста за започнување со консумирање тутун е значително намалена, достигнувајќи од 12 до 14 години, додека зголемувањето на употребата на електронски цигари кај децата и младите останува загрижувачко. Она што е статистиката да веќе консумирање на тутун е падната на граница 12 до 14 години и се повеќе и повеќе млади деца почнуваат со консумирање на тутун. Оно што е уште пострашно, се повеќе се во мода електронските цигари, иако имаат пропаганда да тие цигари воопшто не се штетни, напротив, тие како се штетни и даваат долготрајни и тешки последици по нежните бели дробови на деца. Го поддржуваме овој предлог закон за заштита од пушење, рече Зафировски, бидејќи не станува збор за казнување, туку за директна заштита и на младите и на возрастните, со оглед на тоа што е една од главните причини за рак на белите дробови е никотинот, односно пушењето. Не само белите дробови, оштетени се и срцето и сите останати системи, така да затоа викаме ова е еден од најдобрите закони кои што сакаме и да се спроведеме. Се во интерес на нашите граѓани. Тој вели дека на клиниката за пулмологија работи служба за психолошка помош за откажување од пушење цигари, иако мал број пациенти го завршуваат третманот. Клиниката, како што рече, планира едукативни проекти во основните и средните училишта за подигање на свеста кај младите.